Субвенции за исплата на февруарска плата ќе има. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики уверува дека законот за финансиска поддршка кој е закажан за собраниска расправа следната седмица ќе бил донесен. Вели време за политика ќе имало понатаму, а не сега кога е во замав здравствената криза. Освен платите, зелено светло во собранието чекаат и другите мерки од петиот, но и од претходниот пакет помош за стопанството. Не, февруари ќе биде покриена со плата. Тоа е одговорот. Добро. А другото, веројатно, прашањето треба да го дадат одговорот противниците во собрание. Јас знам како би постапил да сум на нивна. Колку изгуби македонската економија поради тоа што владата доцни со вакцинацијата на населението се уште не се знае. Ефектите ќе се мереле по одреден период, вели Битики. Владата засега не размислува да го врати на мала врата прогресивниот данок. Вице-премиерот останува на ставот дека треба да им се помогне на бизнисот и граѓаните, но дека промената на даночната политика во овој момент немало да го намали јазот меѓу побогатите кои стануваат се побогати и сиромашните на кои само им се влошува состојбата. Прогресивното научување пак уште повише може да го разлавочи јазот помеѓу сиромашните и богатите, затоа што не е директна борба. Значи не зборува за системски такви решенја кога ефектите се уште не сме ги виделе. Ние треба да сме паметни во овој период, да видиме како да го намалиме јазот, а даночната политика не е секогаш единствениот рецепт како тоа да се намали. Во исчекување пратениците да ги усвојат владините мерки, меѓу другите се и извозниците. Тие се надеваат дека ќе помине законот за фонд за поддршка на извозните компании, додека законот за државна гаранција треба да им помогне во наоѓање нови пазари за време на криза. Анализата пак на економскиот институт Finance Think покажува дека намалувањето на царините може да ги зголеми инвестициите до 25%. Странските инвестиции лани беа катастрофални. За една година биле вложени едва и 240 милиони евра.